Второто полугодие ќе започне според предвиденото. На 1 февруари со физичко присуство на учениците, децидни се од Министерството за образование и наука. Сите одлуки околу начинот на организација на наставата во услови на пандемија секогаш се носат врз основа на насоките и препораките кои мони владата ги добиваат од Комисијата за заразни болести, како тело задолжено за координација на сите мерки и активности за спречување на ширењето на заразата предизвикана од COVID-19, земајќи ги при тоа предвид и препораките на УНИЦЕФ. Стои во соопштението од МОН. Поред нашите податоци нема да има потреба од изолација, односно онлайн учење во моментов, во овој период, затоа што епидемиолошката состојба се менува секоја недела. Тоа значи дека од 1 февруари ќе се почне со физичко присуство во училиштата и ние како Министерство ќе превземеме превентивни мерки со скрининг, кој што ќе биде по случајност направена кај децата. И нормално, во зависно од регионот, градот, општина, доколку се појави некоја можна нова епидемија кај деца, ќе превземеме соодветни мерки. Одлуката на МОН засега не ја поколебаа ниту реакциите на дел од родителите, ниту инсистирањето на СОНК за старт на наставата со онлайн предавања. Очекуваме да се приспита одлуката на владата и барем 2 недели да се следи состојбата со онлайн настава, да се изведува наставата и да се следи здравствената состојба во државата. Доколку бројките почнат да паѓаат, може да се размислува за враќање на организирање настава со физичко присуство. Апсолутно одговорноста е на властите кои што донеле таква одлука. Ние сме превенирале, сме апелирале, сме барале до нив да се приспита одлуката. И дел од лекарската фела е наставот дека отворањето на училиштата на 1 февруари е ризично. Се уште има време владата да ја прииспита одлуката за почеток на второто полугодие. Една од опциите е наставата да почне на 1 февруари, но со онлайн настава, а од 15 февруари наставата да продолжи со физичко присуство. Смета епидемиологот Никола Пановски, време за евентуално преиспитување на одлуката има само уште 3 дена. Веќе во вторник стартува второто полугодие, откако претходно владата истото го продолжи за 2 недели поради епидемиолошката состојба.